првото полувреме екипата на Фабрика Карпош на дуелот против Адмирал играше со одлична поставеност во фазата на нападот и преку против напади успеваше да дојде до отворени шанси за гол. Адмирал преку агресивна игра успеваше да одржи резултатски приклучок и на полувреме замина само со негативот 4:3. Во второто полувреме екипата на Адмирал успеа да направи целосен пресврт и да дојде до водство. Фабрика Карпош со максимално мотивирана игра успеа да ја анулира преноста и на крајот на преворот заврши со резултатот 8:8. Головите за Фабрика Карпош ги постигнаа Љупчо Петрушевски и Александар Божиков, додека за Адмирал головите беа дело на Ненад Лазаревски, Александар Лазаревски, Јован Качевски, Стефан Серафимовски, Албрин Шакири и Стојан Аврамовски. Многу се спремавме за утакмицава. Прво психички, а после физички. Треба да ја сватиме утакмица озбилно, без разлика што нема никакво значење и за двете екипи. И мислам дека треба утакмица да си ја добиеме како што и секој други. Нема некое големо надпреварувачко значење, пошто не може да се иде ни напред, ни да се падне на табелата, али играме со една од најдобрите екипи оваа година. Играме да се надигруваме. Крајно неизвестно прво полувреме одигра екипите на Систина и Трансмет. Во текот на целото прво полувреме се играше доста динамичен фудбал во кој двете екипи доаѓаа до изгледни шанси за гол. Иако се играше отворен фудбал, голманите на двете страни беа на ниво на задачата, па на полувреме се отиде со нерешен резултат од 1:1. Во второто полувреме екипата на Трансмет успеа да го искористи играчот Плюс и стекна предност преку одлична игра во нападот од 5:3. Но Систина покажа цврст карактер и желба да се бори до последната минута и успеа на крајот да го изравни резултатот на конечни 5:5. Головите за Систина ги постигнаа Ѓорги Иванов и Кристијан Димковски, додека погодоците за Трансмет ги постигнаа Енес Исаки, Живко Стојковски и Бобан Велјановски.
Екипите на Елем и Лукойл во првото полувреме игра по дефанзивен фудбал, во кој акценти двете екипи ставаа на одбраната. Во текот на целото прво полувреме се играше крајно израмнето на двете страни. Ниту една од двете екипи не успеа да стекне позначителна предност, а на полувреме се замина со израмнет 1-1. Во второто полувреме екипата на Елем пред се со одлична реализација во нападот успеа да направи чекор напред и стекна резултатска предност која Лукойл не можеше да ја надокнади, па на крајот од овој натпревар Елем славеше со високи 5-1. Погодоците за Елем ги постигнаа Димче Димитриевски, Ристо Стефановски, Синиша Ковачевиќ, Владко Петровски и Антонио Ничевски, додека голот за Лукойл го постигна Жарко Клинкаров. Да, значи овој пораз денеска е за прв пат оваа сезона. Значи треба да ни биде еден жолт картон пред почетокот на четвртфиналето, полуфиналето, финалето. Значи во принцип не треба да се потценува ни една екипа, иако доста солидно денеска изигра противниците. Значи треба една голема победа пред големото финале. Да се консолидираме во одбраната малку посериозно и мислам дека ќе бидеме многу подобри. Денеска изигравме одлично. Честитки за екипата на Лукойл, значи стари наши познаници. Одиграа и тие максимално одлично, ние нашите шанси ги искористивме. Тие добро изиграја, меѓутоа среќа беше на наша страна и победивме, имаме во серија имаме победи, така да се надеваме дека и ќе продолжиме и во Final Four така. Екипите на Рамстор и ПКБСК одиграа две диаметрално спротивни полувремиња. Во првото полувреме Рамстор прикажа одлични игри и апсолутна доминација во секој сегмент од фудбалската игра. Екипата на ПКБСК, иако даваше максимум сили да го издржи високото темпо на Рамстор, сепак не успеа и на полувреме замина со негатива од 3:1. Во второто полувреме ПКБСК успеа целосно да ги консолидира своите редови и со максимална борбеност успеа да се врати во надпреварот. Ваквата игра на ПКБСК му овозможи не само да го израмни резултатот, туку и да победа со 5:3, резултат со кој успеа да го добие овој надпревар. Головите за Рамстор ги постигнаа Зеко Ковачи и Ибрахим Бекир, додека погодоците за ПКБСК ги постигнаа Маријан Величковски, Јовица Левајковски, Бобан Вујик и Дејан Неделковски.
Екипата на Саво осигурување што од првата минута во дуелот со Адмирал успеа да постигне гол и да го отвори резултатот, но Адмирал по неполна минута успеа да израмни и да дојде до пресврт до крајот на полувремето, кој го доби со резултатот 3:1. Во второто полувреме се водеше израмната борба и на двете страни, иако на почетокот на полувремето екипата на Адмирал стекна резултатска предност. Саво осигурување успеа да се врати во надпреварот и со тоа да влезе во игол завршница, која на крајот ја доби екипата на Адмирал со резултатот 6:5. Головите за Саво осигурување ги постигна Зоран Василевски, Данило Апостоловски и Стефан Димитровски, додека за Адмирал погодоците беа дело на Златко Димовски, Спасе Новковски, Ненад Лазаревски, Стефан Серафимовски и Александар Лазаревски.